Почитувани гледачи, добар ден, продолжуваме со програмата. Се разбира, во фокусот на вниманието се парламентарните избори за престојните, парламентарни избори кои што не очекуваат во нашата република. На линија преку Zoom, за жал не можевме да го обезбедиме во живо, е сценаристот, писателот, авторот, инфлуенсерот и што уште не, Божидар Божиновски, кој од Битола ни се јавува, инаку во меѓувреме стани политичар, кандидиране на листата на Знам, трета е на носителската листа. Божидар, како е денеска во Битола? Денес е добро во Битола, добро е во изборна единица петка, се осеќаат промени, само на кај ќе одат тие промени ќе видиме. Се осеќа желбата за промени. Прво да не културно и поздравам сите кои не гледаат. Поздрав и до вас таму, се извинувам што не можев лично да стигнам. Ам таква е кампањата. Се разбира, кампањата е многу напорна. Пред да почнеме да говориме за политика, јас би те прашал зошто за политика. Значи, јас сум еден од твоите најверни следачи на социјалните мрежи, се познавам и приватно. Немав таков впечаток дека баш ти би влегал во политика. Што беше тоа што пресуди кај тебе? Немав ни јас некоја искрена желба да се занимавам со тоа, ама не остана друг излез, затоа што само со критика по социјални мрежи, чак пат некој протест, нема ништо да смениме и то ми се, знаеш, како години кај што може да направам многу поиќе, аз ги поминав само седејќи и критикувајќи. Не мора да се сменат работите, мора да се сменат луѓето, мора во Македонија да тргнеме од мртва точка, затоа што уште 4 години вака јас не сум сигурен дека Македонија ќе може да издржи и финансиски како држава. А и да издржи, веќе ќе нема поента со толку неправда и со толку криминал. И затоа во политика. Зошто Знам? Зошто баш тоа не е ни партија, нели движење, формирано околу Максим Димитриевски, Кумановскиот градоначалник. Зошто баш Знам? Програмски, вредносно? Па и двете, ама и слободата која носи да си движење, не си партија. Официјално е регистрирана како партија. Тоа е заради полесно функционирање. За листи треба после да се собират пак потписи, па за едноставно ја олеснува, таков е законот, ја олеснува функционирањето. Јас добив шанса, уште не сум член иако, а некој не ми побара тоа, добив шанса за тие 3 работи што мене ме интересира да се најдеме на иста бранова должина. Најважните 3 работи, смена исто за непромена на уставот, борба против сиромаштијата и против корупцијата. И тие мислам дека се 3 главни точки во кои во наредните 4 години треба да се обрати внимание и да се средат. Првата е многу лесна за остварување, едноставно само не треба да гласаш за промена на уставот. Едноставно не треба да се смени уставот, да. Да, тоа е прилично лесно. А другите две, мислам дека се прилично тешки другите две. Се тешки, ама мора да се направат, затоа што имаме ние според статистика 600.000 луѓе со еден оброк на денот. Тоа е третина од државата гладува. А од друга страна сме една од најкорумпираните земји, каде што политичарите стана милиардери. Мислам, веќе корупцијата е јавна, не ни ја кријат повеќе, не ни се трудат. Ево го имаме Бехтел и Енка, што е договор во основа бланко. Не ни знаеме кога ќе платиме, не ни знаеме кога ќе бидат завршени. Воопшто нема никако. Имавме автомобилите во Тетово, криминалот е толку голем што има нереални пропорции. То кога ќе почне да се размотува и да се суди, веројатно на никој нема да ни се верува колкав е криминалот и колкави се проблемите што ги има во држава. И кога ќе се реши тоа се решава и здравство, и судство, и образование, сите проблеми се многу полесно за решавање.
На социјалните мрежи ти често лекот за овие наши несреќи го наоѓаш во титоизмот. Да, Дали си ти единствен во знам или имаш и тоа може да за движењето дека тоа може да се најде и ке други некои стакнати членови? Југоносталгијата имаше тоа Бранимир Јовановиќ добро го има кажано, југоносталгијата не е носталгија ние да се вратиме во 1975 или 6-та, зашто е невозможно. Туку е носталгија по еден систем каде што имаше вредности, каде што имаше правда, каде што обичните граѓани можевме да живееме многу лесно со една работа. Сигурно дека има, јас го немам тоа разговарано, тоа се мои лични ставови. Тоа е многу тешко да се направи нормално. Прво ни фали Тито. Фали Тито, да. Да, мислам титоизам без Тито е многу тешко. Сепак во таа насока треба да се, мислам дека треба да се гледаме да се очовечи политиката. Ние сме сепак милиони пол останати овде, ако сме толку. И пак се изедовме, се поделивме, се искрадовме, на сите основи сме поделени. И во таа политика изгледам поголема човечност, поголеми права на работниците, посебно во самоуправниот социјализам, каде што секој работник може да го даде својот глас нормално. И тој има своји проблеми, недоволно познавање на работниците, ама може да се имплементира тоа и во приватни компании, и во државни, да им се даде поголем глас на оние кои ствараат, кои се основата на Македонија. Во ред, сега, што им говорите на вашите потенцијални гласачи? Во една разговор неформално што го имавте, ми кажавте дека сте често по руралните места, по приградските места во вашата изборна единица. Што им кажувате? Со што пробувате да им го земете гласот? Одиме искрено дека ќе е тешко и дека навистина само знам и не само знам, туку не може ни една партија, ни едно движење, ни еден поединец да ги реши сите проблеми. И тоа мислам дека треба на сите да ви е јасно, кој поинаку вели, едноставно лаже. Затоа што не може ни ВМРО само да реши, не може ни СДС, ни никој. Па имаме програма, главната програма во руралните средини е самоодржливост земјоделска, што е многу важен дел од програмата. Тоа ќе се постигне со откупни цени за гарантирани на производите, што досега го немаше. Јас сум одресен, по потекло имавме јаболка и знам како одат тие, како се земјоделците уништени, иако добиваат субвенции, некои сепак откупната цена е многу ниска. Како например во Југославија со една берба годишно можеше да се направи куќа. Пред 20 години со една берба можевме да купиме трактор. Пред некоја година се случи да ги дајме јаболката по цена 2 или 3 денари само за да го исчистат магазинот, за да не ги фрламе. И верувам дека и со другите земјоделски култури е така. И затоа е таа загарантирана цена на откуп, што ќе им даде стабилност на земјоделците во руралните делови. Нормално субвенциите остануваат, иако субвенциите се, барем во мојот случај, што беше се за покривање на прскање и нафта и толку останува од нив, се ниски. Има многу мина кои земаат субвенции само на хартија и тој систем се злоупотребува како и се во другата држава. Затоа во таа насока одиме. Главното е загарантиран откуп и цена. А зашто до сега немало загарантиран откуп на цената? Тоа системски 30 години ја не се сеќавам некогаш да имало загарантиран откуп за било кој производ на земјоделски производ. Тоа треба да ја прашат тие што владееле. Мислам дека за тутунот само има како стратешка култура, за другиве нема. И затоа сме во состојба да... Тутунот има класи после, па со тоа се урива цената, да. Затоа имаме сега состојба каде што увозните производи се
увезуваме домати, увезуваме јаболка, мислам оди во секој маркет поголем ќе видиш, не знам, поверо грчки производ или слично. Носиме јаболка од Грција, а ги имаме во Битола на 30 километри го имаме ресен. Што живееш од јаболкото, е крат на јаболкото и такви нелогичности треба да исследиме со заштита на земјоделските производи. Секаде го прават во Европа то. Ево и протестите на земјоделците на цела Европа беа баш за тоа. За државата да им помогне на нафтата и откупната цена, да. Да им помогне во заштита на нивните производи. И тука не е ништо страшно, тој протекционизам нема да е лош за Македонија нити за купувачите. Божидар Божиновски, вие сте трет на листата на Знам во изборна единица 5. Да. Дали сметате дека имате шанси да станете член на парламентот? Тој ќе кажи народот. Дали има шанси? Има ли таму некои анкети, предвидувања? Анкетите стојат добро, сега за сега барем тие што ги имам видено. Дали има, не е тоа некоја бројка невозможна, што по основа е 21.000 гласови, ама и да влезам и да не, пак борбата продолжува. Пред мене се Весна Бендевска и Александар Докторот Охрид. Ако влезат тие, јас сум сигурен дека парламентот добил двајца добри членови кои се неподмитливи, кои ќе работат стварно за Македонија. Ако влезам здравје, ако не, пак здравје. Сега, ајде да бидеме оптимисти па да кажеме дека ќе влезете и каков ќе биде пратеникот Божидар Божиновски, како на Facebook или ќе видиме едно ново лице? Не, ќе биде истиот како на Facebook. Тоа баш што правев сега муабетот за очовечување на политиката. Јас не можев да кажам за макроекономија, за мали и средни предпријатија, економски движења, инфлација и такви работи. Можам да, како човек, да им помогнам на сите што, ако станам пратеник, што би ми пристапиле им требало помош. Во таа смисла, повеќе би делува отколку како некој абстрактно. Значи имаме пратеници добар дел што и во најголемите партии што воопшто не ги знам. Никој пат не кажале збор, никој пат не направиле ништо, не се во своите општини, не се меѓу луѓето и мислам дека тоа треба да престане. Значи, имаме две гласачки машинери големи на ВМРО и на СДС, само одат и гласат, не се залагат за ништо, немаат никаква иницијатива и то влегол, јас или не, мислам дека треба да направат сите да се подостапни за луѓето, затоа што од таму веројатно не се гледат проблемите што се на терен. Не е истото во собрание 10 години да си не може да знаеш што се соочува народот. Дали со тоа што добивме нов политичар под нашето политичко небо, загубивме еден извореден писател и извореден сценарист? Дали ќе има пауза во тоа? Да, ни политичар добивте, ни изгубивте нешто. Така да едното со другото не се коси. За жал Македонија и тоа е дел голем проблем за сценаристите што воопшто не се снима во последните години. Продукцијата е уништена. Например, во Србија имаме лани 33 нови серии. Значи нови што почнеа таа година. Не е втора сезона, не е трета, туку нови. Да, вкупно 54, ако не се лажам се. Со се тие што се втора, трета сезона, вкупно се 54 серии во Србија. Некоја бројка слушнав, да. Во Македонија не знам дали имаше и една, а ова беше прва година каде што во 2023 немаше ни еден македонски филм снимен. Тоа е поразително за мојата фела и се надевам дека ако станам пратеник и ќе можеме и таму да действувам да окупираме барем во некој сфери тој закон што го има Србија, иако нормално тие имаат поголем пазар, поголемо говорно подрачје. Добро, нека се 5 серии за почеток, не мора да се 50, мислам сега. 3 нека се. 3 да се.
немаме ние ни капацитети толкави за повеќе од тоа. Во ред. 3 до 5 би можеле да се снимат и целата индустрија да живее, пошто не е тоа само сценаристи, глумци, тука има и сниматели, има продукција, монтажа, кетеринг, колку повеќе се снимат, тоа е дел што е комплетно запоставен од сите партии до сега. Се гледа чисто како бизнис филмот, да ни даде агенција пари и тоа е тоа, тераме. Дали ќе биде после успешен комерцијално или не, скоро и да немаме успешен македонски филм комерцијално. Ако не биле тие пари од агенција, Па и тоа е дискутабилно, да. Да. Божидар, мислам дека ги исцрпевме сите теми. Јас ви посакувам многу успех во кампањата и во изборот и уште поголем успех во она што мене лично ми се допаѓа кај вас, а тоа е нели оној дел што го споменав, а тоа е пишувачкиот. Па се надевам на двата фронта, се имам книга готова, кога ќе излези не знам. Тоа зависи од издавачот. Така да за една година сум покриен, наредна година ќе видиме како ќе. Благодарам. Почитувани. Поздрав до гледачите, се надевам да им досадивме и нормално се да ги повикам да гласат за мене и за знам. Секако да. Почитувани гледачи, неплатена политичка програма беше. Не е платена, нема никакви пари во ова. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието, ви останете со програмата на Слободен печат.